Секоја среда во 9 часот со доктор Крста Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Да, уште една среда и уште една емисија наречена Живот со доктор Крста Маљановски, советник на председателот на владата за труд и социјална политика. Добар ви ден и добре дојдовте и честитки до великденските празници, убави празници. Ви благодарам и вас исто. Да, здравје пред се. Така. Денеска ќе зборуваме на една тема и немаме многу време затоа што има многу податоци за семејното наследство. Да започнеме. Како се дефинира семејното наследство? Точно, тема која е многу широка, која е многу актуелна и во последно време навистина и преку медиумите гледаме што се случува. Меѓутоа, како производ на една состојба која сакавме и ја посакувавме, односно што е можно повеќе да се пријавува семејното наследство. Законот за семејно наследство, односно целосното име на законот е за превенција, спречување и заштита од семејно наследство, е донесен на 15 септември 2014 година и навистина еден многу современ закон кој се преточени искуствата на сите цивилизирани, односно најнови можности за да се спречи семејното наследство. Дефиницијата е прилично дескриптивна и многу опишува фактички што зафаќа овој закон. Јас не сакам да ја импровизирам, па ќе цитирам. Под семејно наследство се подразбира малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово и друго психолошко, физичко или економско наследство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, вклучувајќи закани за такви дејствија спрема брачен другар, родители или деца, или други лица кои живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и спрема сегашен или поранешен брачен другар, вонбрачен партнер или лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи без оглед дали старателот го дели или го дел истото живеалиште со жртвата или не. Сигурно ќе се сложите. Навистина е голема, невообичајно голема дефиниција, меѓутоа опфатот на оваа дефиниција е навистина широк. Кругот на луѓе кои може да бидат жртви од ден на ден се зголемува во смисла на описот заради фактот што дефинитивно имаме некои дури и монструозни сторители, случајот со Кавадаци што беше, каде што опфатот е исто така многу широк. Споменавте да веќе кој може да биде жртва се на семејното. Значи како што веќе и дефиницијата предвидува, тоа се брачна жртви кои може да бидат лица кои се во брак, кои се во вонбрачна заедница, во поширокото семејство, родителите, децата, поранешни брачни другари, пријатели, пријателки, веројатно е скоро опишано се што е можно да биде да потпадне под законот за семејно наследство. Тогаш какви се статистичките показатели за семејното наследство? Како што и однапред реков, статистички ја покажуваат состојбата, односно желбата да што е можно да се повеќе да се пријавува, затоа што дефинитивно темната бројка е голема. Не се пријавува семејното наследство, се уште не сме многу задоволни, меѓутоа податоците зборуваат дека во овој сегмент од животот навистина напредуваме. Така јас ќе ги спомнам само податоците. Бројот на пријави 2012 година бил 854, 2013 801, 2014 999, а 2015 за кој имаме последни податоци тоа е 1129. Гледаме рапиден пораст на бројот на пријави во семејното наследство. Да, а каков е односот на жртвите во смисла на полнолетни, малнолетни? Така. А понатаму ќе ми раскажете и дали во однос на маж-жена? Така. Или жена-маж? Да. Бројот отприлика 10% отпаѓаат, за жал, 10% отпаѓаат на малолетни, кои се најчесто деца кои присуствуваат или се учесници во семејните расправи во рамки на домот или семејството. За жал, во последно време, како што можеме и да прочитаме и од медиумите, атакот за жртви на семејно наследство потпаѓа и кај старите лица, односно кај родителите,
најразлични се причините. Едно од најверојатно премногу елаборирана е дека сторителот е во состојба на алкохолизираност, меѓутоа сигурно не е единствена, затоа што алкохолот не може да биде оправдување за насилието што го прави сторителот. Тоа може да биде една состојба која може да се предвиди во смисла да ако знае дека сторителот е агресивен во форма кога е под дејство на алкохол, тоа нема да го направи, односно нема да се напие. Така да се натрупуваат, како што и кај бракоразводите има повеќе причини, така и во семејно наследство постојат повеќе причини кои во еден момент кулминираат. За жал, можеби многу трагично, велам, со можеби со смртни последици што ги имаме и се сторува тоа што во рамки на семејството. Најчеста жртва на семејното наследство е жената. Жената која е столб на семејството, дефинитивно на македонското семејство, меѓутоа која по сите податоци огромен е бројот на жени кои се невработени и кои веројатно на еден начин ја иритираат и ситуацијата за да дојде до семејното наследство. Исто така, едно од најслабите, најлесните алки во семејното наследство се децата, како што и претходно споменав. Децата може да присуствуваат и тоа се трауми кои во семејни расправи, а може да бидат и цел таргет во семејното наследство, да бидат дури претепувани. Имавме во пракса и смртни случаи, каде што родителот, еден од родителите го од злоставување па до и со смртни последици, од сексуално злоставување па и до смртни последици. Кои се видовите на семејното наследство? Сакам во оваа прилика да ги спомнам, тоа е сигурно физичкото кое доминира во вкупната бројка. Понатака доаѓа психичкото малтретирање, потоа економското и на крај половото, сексуалното малтретирање, кое е во помала бројка застапено, меѓутоа и тоа постои. Најголем бројот на пријави се однесува на физичко малтретирање и навистина, кога ќе се погледне жртва на семејно наследство жена, докаде може да биде тоа достигнато, докаде тоа такво физичко малтретирање, навистина е тешко да се гледа за луѓе кои се поосетливи. Не се бираат средства, најчесто се физички со рацете, односно со екстремитетите се сторуваат семејното наследство, меѓутоа се употребува како исто е така и ладно оружје, нож, па дури и револвер, односно пиштоли, кој што и го спомнав случајот во од нашите градови. Како е понатаму процедурата за оние што извршиле семејно наследство? Да, значи процедурата не за жртвите, туку за оние што извршиле насилие на него. Така, значи семејното наследство потпаѓа под кривични дела, се предложуваат мерките, односно и се доставува барање од страна на центрите социјална работа или Министерството за внатрешни работи пријави за семејно наследство со потребните докази и се поднесуваат во судовите, каде што се процесуира делото и каде што доаѓа до најчесто до пресуда. Јас во овој момент ќе ги можам да ги споменам и мерките, односно како тече тој процес. Значи во принцип имаме во 2012 година имаме предложени 330 предложени мерки, од кои од страна на судот се изречени само 223. Во 2013 година 212 предложени мерки, 189 се изречени од страна на судот. 2014 година имаме 350 мерки предложени, 283 се изречени и 2015 од 451 предложена мерка 345 се изречени. Многу внимателно се постапува заради тоа што може да биде и фингирано семејното наследство во фаза на разводи, не е ништо чудно да се случи такво нешто. Велам, во 90% од случаите најчесто жртва на семејно наследство може да биде жената. Останатите постои реална можност, например, релативно помал е бројот на деца, а најмал е бројот да жртви бидат мажите. Од кои се мерките што може да бидат предложени од страна на судот и усвоени, односно да бидат предложени, односно пресудени.
Најчесто тоа се мерки за неприближување, така да, јас само ќе ги спомнам, забрана да се заканува дека ќе стори семејно наследство, забрана да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира или на друг начин комуницира со член на семејството, директно или индиректно, забрана да се приближува на растојание помало од 100 метри до живеалиштето, училиштето, работното место или определено место кое редовно го посетува друг член на семејството, отстранување од домот без оглед на собственоста, забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде одземено, задолжително да ги врати предметите кои се потребни за задоволување на секојдневните потреби за семејството, задолжително законско издржување на семејството, задолжително да посетува соодветно советувалиште, затоа што, како што споменавме, најчесто семејното наследство се случува од страна на сторителот во состојба на алкохолизираност, така да една од мерките е и задолжителен престој во советувалиште за борба против алкохолизмот, задолжително лекување на сторителот доколку злоупотребува алкохол, дрога и други психотропни супстанции или има психичко заболување. Тука е навистина широка лепеза на мерки од задолжителното лекување, затоа што не случајно насилството многу често се случува во состојби кога сторителот не консумира потребни медикаменти. Значи, не се опасни оние што се азилирани, оние што се во болниците, оние што се лекуваат. Опасни се сторители, па дури и пошироко и за кривични дела, кои се во нашиот секојдневен живот, кои ние ги среќаваме, меѓутоа кои за жал, заради природата на болеста или други причини, не ја консумираат потребната медикаментозна терапија. Да, ќе направиме една мала пауза, доктора, па ќе продолжиме со темата семејно наследство во емисијата Живот. Да, продолжуваме со емисијата Живот со доктор Крстен Малјановски. Ги споменавте статистичките показатели за семејното наследство. Каква е етничката структура на жртвите од семејното наследство? Па вака, значи доминираат како жртви на семејно наследство македонците, со, да кажем, за последните податоци од 2015 година, со 919 пријави, следат албанците со 80, односно ромите со 86, албанците со 81 и останатите националности со 43 пријави. Јас би сакал во оваа прилика да го споменам една моја прогноза, заради тоа што неспорно е дека според бројот на жители во Македонија не соодветствува бројот на пријави од страна на албанската етничка заедница. Од причина што се уште таа е многу затворена. Се уште жената во албанското семејство си има своји традиционални обележја, меѓутоа очекувам да во наредниот период, нормално со високите цивилизацијски норми што ги поставува секој општество па и нашето, дека и тоа семејство ќе се отвори, затоа што е неспорно дека и таму има семејно наследство и дека ќе почнат интензивно да се пријавува. Ова го велам навистина од искуство, заради тоа што жените кои се во албанските семејства се во економска, дефинитивно голема економска зависност од мажот, од стравот да тоа семејно наследство продолжи со право, и бројот на деца кои во повеќе случаи се повеќе, така да се загрозува нивниот екзистенцијален минимум и од тие причини, една од тие причини е сигурно непријавувањето на семејното наследство. Да, може да споменаме кои се надлежни институции. Веќе ги споменавте, но повторно да кажеме и со телефонот, ако може. Директно надлежни институции кои огромен дел од работата би требало да ја обави, тоа е Министерството за социјална политика, односно Центрите за социјална работа и Министерството за внатрешни работи, односно нивните пунктови. Значи, пријавите се поднесуваат таму. Скоро сите, да, со исклучок на неколку министерства се директно инволвирани во оваа состојба, да кажеме. Така да не смееме да го заборавиме. Министерството за здравство, кое исто така би требало согласно своите законски и нормални процедури да го пријавува,
семеното наследство, знаете, може многу лесно да медицинарите при најобични прегледи да воочат многу работи што со голо око што можел кој другиот човек не може да ги види, тоа се хематоми, удари, пресекотини. А исто така и кај во Министерството за образование да воочат дека некој дете е истраумирано, дека дете со хематоми доаѓа во школа, спиен за време на часови, значи нешто се случува и тоа да го пријават во центрите за социјална работа. Јас овде ги имам и податоците за бројот на пријави, меѓутоа, еве, да кажеме, пријавите, значи поднесени пријави во центрите за социјална работа се 548, во Министерството на внатрешни работи 358, за жал од здравството се 4 и во пријави од други институции се 17. Очекувано е да докторите малку повеќе се ангажираат, да не се плашат да пријавуваат, заради тоа што би требало ова задолжително и законски е пријавувањето. Каде може да се пријави? Покрај центрите. Исто така постојат и невладени организации. Пријавувањето може да биде апсолутно анонимно, значи без давање податоци. Кога се вели анонимно, значи стравото да не биде од комши, да го слушнат тоа, на улица нешто да се случува, или најразлични ситуации што животот ги носи. И тоа би требало да ја зголеми таа наша социјална интеракција во однос на останатите луѓе. Да, какви се вашите податоци во однос на село град? Да, исто е од прилика, значи најголемото пријавување го имаме во градовите и најповеќе се случува ова, значи од прилика 80% од пријави се во градските средини, останатите 20% се во селските средини, значи го имаме и во селото, меѓутоа знаете каква е ситуацијата во нашите села, така да релативно е помал бројот на жртви на семејно наследство во рамки на селата. И за крајве, како едно заокружување на денешната тема семејно наследство, кој се може да го пријави? Значи, како што реков, секој е задолжен. Најчесто го пријавуваат, најчесто го пријавуваат жртвите, меѓутоа го пријавуваат многу касно. Зошто го велам ова? Заради тоа што македонската жена многу трпи. Значи, покрај неколкуте почетоци на семејно наследство, се ствара некој однос на зависност, на економска зависност, а потоа и психолошка зависност, заради тоа што се мисли дека со раѓањето на едно дете, па уште едно би можело да се смени структурата, психолошката структура на сторителот. Да, може за жал не е децата да остане, може би ќе помине, и тоа не поминува, многу, може би, него тоа ескалира. Да, ескалира. И многу добро е да фактички да се види природата на тој човек. Семејното наследство многу често е наследно. Ако во моето семејство имало семејно наследство, кај што сум се родил, многу е веројатно дека ја тоа ќе го наследам, дека и во заедничкото семејство што следи ќе го има. За жал, дел од овие жртви на семејно наследство мора да го напуштат домот. Ние во Република Македонија имаме 4 дневни центри, односно центри за згрижување на жртви на семејно наследство. Тоа се центарот кој би требало да биде во страшна дискреција, центарот во град Скопје, потоа го имаме во Битола, во Свети Николе и во Кочани. Само како податок ќе го кажам, во минатата година, 2015, во центарот во Скопје се згрижени 28 жртви, што не е мала бројка, во Битола 11, во Свети Николе 2 и исто така и во Кочани 2 жртви. Кога зборувам згрижување, тоа значи буквално цело семејство го напушта домот и мора да биде згрижено во еден од дневните центри, односно во шелтер центрите, со децата. Да. И тука доаѓаат многу други проблеми, многу процедури кои се во оптицај, меѓутоа така и мора да биде. Да, јас на самиот почеток на денешната емисија Живот кажав дека ова е многу широка тема, можеби малку за 30 на минути, само ние начнавме неколку податоци, но тоа е тоа. Толку за денеска, ви благодарам за денешното гостување во Радио Слободна Македонија. Се слушаме и гледаме во идната среда на нова тема.
Ова е трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител Ана Тудевска, техничка реализација Никола Давчев, продукција Радио Слободна Македонија, 4 мај 2016. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.